Не така одавна, кавадаречкиот спорт беше еден од најмоćните во државата. Фудбал, кошарка, ракомет, мали спортови, навивачи, успесите мора да продолжат. Затоа се навраќаме на старите снимки, за да се подсетиме на победите, титулите, трофеите, прославите. Тодор Гечевски, еден од најдобрите кошаркари на Македонија на сите времиња. Матичен клуб му е Тиквеш, настапува од 1993 до 1999 година, за да потоа замине и да настапува за Никол Ферт од Гостивар. Потоа заминува во Италија и игра за Авелино, да следна дестинација му биде Хаген од Германија. И потоа, скоро 5 години, настапува за Задар и благодарение на неговите одлични игри, Задар после 19 години ја освојува шампионската титула. Потоа заминува и настапува за грчки ПАОК и се враќа во Македонија и неколку години игра за двете наши најсилни екипи, а тоа е МЗТ Скопје и Годел Работнички. Што се однесува до репрезентативните настапи, скоро 17 години настапува за нашата репрезентација, има повеќе од 80 настапи, тоа е според бројот на настапите, е на прво место во што се однесува до сите кошаркари во Македонија. Исто така добива и медал за заслуги на Македонија, врачен лично од председателот Ѓорѓе Иванов. Но скоро никој не го споменува неговиот прв голем успех, а тоа е настапот на кадетското првенство во Португалија 1995 во градовите Алмада и Сетобал. Таму Тоше Гечевски е прогласен за најдобар центар на ова европско првенство и исто така е влезен во идеалната петорка. Па предлагам да слушнеме што пред 25 години кажа Тодор Гечевски за овој негов голем успех. Тоше Гечевски од Европското кадетско првенство во Португалија се врати со големи признанија и успех освојување на 4-то место, а исто така прогласен сте за најдобар центар и влезен во најдобрата петорка на ова првенство. Што значи ова, Гечевски, за вас? Тоа е голем успех за мене, иако ние не освоивме медал, што ми е многу криво, бидејќи вложивме голем труд, а имавме можност да освоиме таа медаља, но сепак тоа 4-то место е голем успех како за мене, така за македонската кошарка. Што беше, кој натпревар беше пресуден на ова првенство? Натпреварот со Италија, мислам дека беше пресуден, бидејќи ние Италија имавме изброј победи и порази, меѓутоа одлучи меѓусебниот дуел. Иако секој натпревар имаше свој значење, можевме да изгубиме од Израел, бидејќи почетокот беше многу лош, изгубивме многу топки, тие имаа предност од 14 поена, но во второто полувреме ние се созедовме и успеавме да победиме. Италија, знаеме, ја победивме на продолжение, со што делумно си обезбедивме учество во полуфиналето, беше потребно само Израел да изгуби од Шпанија или од Италија. И више и повеќе немаше конкурент за полуфинале. На овој натпревар со Италија вие игравте со температура и под инекција. Натпреварот со Италија точно е дека го играв под инекција и температура. Играв само едно полувреме, дадов се од себе. Може тоа не беше толку доволно и добро, меѓутоа толку може. Во борбата за медали против Грција. Таа е една утакмица што мислам дека ќе ја памтам цел живот, бидејќи изгубивме само еден кош разлика, а беше најважна утакмица. Грците не беа во ништо подобри од нас, само во шутот за 3 поена. Ние имавме шут 17-1, тие 10-4. Инаку во сите други елементи ние бевме подобри. Во борбата под кошот, во одбраната, во скоковите, во процентот за 2 поена и во
изгубени топки, но шутот беше пресуден и изгубивме еден поен. Градовите Сетобал и Алмада во Португалија ќе ги памтите за секогаш. Дали очекувате селекторот Благој Георгиевски да ве повика и во најдобрата, односно А селекција? Уште по патот кога се враќавме назад од Алмада до Софија, ние разговаравме со Благој Георгиевски. Тој рече дека од оваа година почнувам со А репрезентацијата. Овој голем успех Гечевски еве допринесува во градот да кружат гласини, се зборуваат некои менаџерски разговори со клубови од НБА лигата, се споменува Сан Антонио, се споменува некој си стритбол турнир во Барселона, нешто повеќе за тоа? За менаџери од НБА слушнав дека биле на првенството, но конкретно за мене ништо. Турнирот во Барселона се одржува стритболот 7 септември и ќе учествувам на него. Моментално што правите, се одмарат? Моментално се одмарам. Клубот почнува со припреми, па за неколку дена ќе се приклучам кон припремите. Знаете, во редовите на кошаркарскиот клуб Тиквеш има нови кошаркари. Според вас, за пропад во првата лига, какви се шансите на Тиквеш? Со овие играчи кои ги имаме ние, мислам дека можеме да го освоиме посакуваното 6-то место, што ни овозможува излез во Европа, купот на Радивој Корачи. Гечевски ви посакува многу успеси и уште еднаш од спортската редакција на телевизија Sky канал честитки за овие големи успеси и големо признание што го донесовте од Португалија. Се заблагодарувам многу на телевизија Sky канал. Ете така беше пред 25 години, но не одамна пред неколку дена по повод 50 години кошарка во Кавадарци, односно 50 години од формирањето на кошаркарскиот клуб Тиквеш. Тоше беше овде во Кавадарци на овој јубилеј, но како функционер, директор во Кошаркарската федерација на Македонија. Да слушнеме што каже. Татко ми почнал уште на почетокот, како што кажа сега Петре Камчевски, кој воедно ми е и тетин. На тој начин ете се пошироката фамилија инволвирана во Кошаркарскиот клуб Тиквеш. После, следно доаѓаме јас и брат ми ги помина тие младите категории, меѓутоа подоцна одлучи да оде во музичките води, додека ја остана во кошарката и ете, остана подолго во Кавадарци. Шо, се зборува дека буразерот твој Илија бил поголем талент на времето кога имавте 13-14 години. Дали е така? Така викаат тренерите, меѓутоа дали тоа беше така, ја не знам и не би сакал да кажам дека било така. Тој беше постар од мене една година. Ја меѓутоа сум имал некој квалитет дека никогаш не сум се предавал, така да сум давал се од себе да направам што може повеќе. Слушај, да не беа бубњавите, можеби ќе бевте нешто слично како браќата Гасол. Не верувам, ама можноста и да постои. Тодор, што има ново во федерацијата вие како директор на Кошаркарската федерација? Ново во федерацијата е сега сите сили ни се концентрирани кон надпреварот со Естонија. Пред месец дена го промовиравме новиот селектор. Сега во комуникација со него го правиме стручниот штаб, ќе биде составен од млади тренери, Џоле Кочов, Никола Василев кој работи во Литванија и секако Горан Самарџиев од Евроникел. Се надеваме дека ќе му бидат од голема помош, познавајќи македонската кошарка, познавајќи ги играчите кои играат во Македонија. Тие се повеќе време тука присутни, додека Ацо Тодоров е повеќе надвор. Мислам дека ќе бидат од голема помош. Ке имаме кондиционен тренер од Република Турција. Имаме доста пофалби од страна на кондициониот тренер на Фенербахче во врска со квалитетите на кондициониот што го ангажираме. Полека сме у комуникација со сите играчи. Во главном сите најавија најрано доаѓање колку што се може подобро. Купот кој требаше да се одигра пред овие квалификации ќе го одложиме за некои
подобри времиња, да речеме некаде околу мајот кога ќе биде потопло, затоа што сите сили ги ставиме во служба на репрезентацијата и се надеваме на соодветен успех.